За 2 недели доаѓа септември. Пензионерите во Република Македонија, семејствата во Република Македонија, голем дел од вработените во Република Македонија, изминативе недели навикнаа дека во септември се зголемуваат пензиите, платите, оди стандардот нагоре. Овој септември, за 2 недели ќе дојде, 1 денар нема да се зголемат ни платите, ни пензиите, ниту ќе има било каков проект во било која општина. Еве, тие ќе речат, добро, минималната плата ќе дадат 1000 повеќе, 1500 или 500 денари плюс. А само денес, настрана пред 4 недели, пред 2 недели, пред недела дена, само денес, оваа влада на задолжување, секој граѓанин на Македонија го задолжува 1300 денари, кои што ќе треба да ги враќа со секамата. Секој што е во оваа просторија, независно дали е вработен во собрание, во обезбедување, дали е новинар на галеријата, било кој, секој што го гледа ова, ќе треба денес само да враќа 1300 денари со камата. Секој вработен на ниво на Република Македонија ќе треба само од денешново заложение од 44 милиона да враќа 3700 денари. Значи денес 3700 денари со секамата. А настрана тоа што се задолжуваат секој ден, секоја недела. Господјо Ременски, ако имате реплика, ако дофрлувате од место, повелете, реплицирајте. Реплицирајте за оваа тема, реплицирајте за сите други теми. Ама проблемот е што ние имаме 49 пратеници на СДСМ што молчат, за ништо не се јавуваат. Пофалете ги владините политики, пофалете го договорот со Бугарија, пофалете владината стратегија за мигранти, пофалете, цело време дофрлате. Значи цело време, господјо Ременски, дофрлате. Пофалете ја безбедносната состојба во струја, пофалете реакцијата на владините институции за пожарите каде што пола Македонија не изгоре. Пофалете ги депониите и реакцијата на Министерството за животна средина во Тетово и во Струга. Нема што да се пофали. Нема една мерка на владата. Нема еден чекор на владата кој што може да се пофали. Ништо. Пофалете еден проект кој што ќе го реализирате до крај на годината, нема ништо да се пофали. А има многу да се критикува и затоа пратениците на СДСМ веќе после 2 месеци капитулираа, молчат, немаат што да кажат. Само кај ги изгласаат работиве, еве сега немаме ни представник на владата, иако тоа е деловничка обврска, и нема веќе што да се зборува. За жал, лоши се состојбите во Македонија и се влошуваат секојдневно. Благодарам.